Добар ден, криптоентузијасти. Како што најавивме, денеска има вести. Имаме некои многу интересни работи кои што мораме да ги разговараме со вас. Уште еднаш ќе напоменам, значи каналот е исклучиво крипто, но сакале или не, едноставно мораме да го гледаме крипто преку призмата на економскиот, финансискиот свет, така да моментално со овие огромни промени кои се случуваат во светот, едноставно мораме да ги опфатиме истите, затоа што истите имаат многу големо влијание на криптосекторот и на целиот свет. Односно живееме во време во кое што стварите на кои што сме навикнати веќе не се исти, она што го кажавме во на претходно видео пред една недела, каде што се случуваат промени во светот кои што не сме ги виделе повеќе од 100 години. Така да мораме да ги опфатиме овие работи. Пак ќе напоменам, значи таков е каналот и ова е, мислам, целосната содржина која што треба да ви ја пренесам, со цел да знаете од каде потекнуваат овие промени и што очекуваме на пазарот поради овие промени. Пред да продолжам, нормално, би сакал да се заблагодарам на неколку од заедницата кои што навистина ни помагаат како и секогаш во ово денешно видео, значи Мартин Чагорски, Иле Кочишки, Никола Котели, Бобан Досев и Дарко Јошев, со тоа што посебно го благодарам до Никола Котели, значи се труди доста да добиеме видеоматеријали кои што направивме начин соодветно да можеме да ви ги представиме, односно ќе гледаме од сега па натаму и некои такви шортс видеа каде што ќе може да слушнете така речено и второ мислење од соодветни други блогери, политичари, вести и слично, како би можеле по-сликовито да ви ги пренесеме вестите со тоа што јас ќе ви го преведам нормално сето она што го гледаме. Сега, уште еднаш благодарам на геймиджиите што помогнаа, како и секогаш, значи како што кажавме, само како заедница можеме да се поставиме добро за овој следен bull market. Неколку работи кои што се исклучиво битни и кои што се неминовни, а тоа е се уште имавме проблем со овој debt ceiling. Знаете и сами дека мораше да биде изгласан во нивниот конгрес, кој што беше доста тешко, со оглед на фактот дека за да добиете глас од конгрес, практично треба да го купите. Сакале или не, тоа е реалноста, кој ви кажува дека постои демократија ве лаже, како одредени лица што побараа да избришам видеа од мојот канал за тоа што сме имале различни мислења. Со задоволство. Уште еднаш ќе напоменам, моето мислење е мое, тоа е нели принцип на демократија и можам да го изнесам кога сакам и како сакам. Кој има проблем со тоа е негов проблем. Уште еднаш ќе напоменеме, демократија е научна фантастика, а во оваа ситуација, значи тоа да го купите практично овој глас од конгрес, мора да го направите со цел да добиете практично глас за ваков тип на многу голема регулатива која што ви е потребна за да го зголемите таван на задолжување во Америка. Па затоа и верувам дека целата оваа драма досега за конечно да се соберат доволно гласови и моментално за гериатрија сенилниот да го подпише нели ова. Сега да напоменеме само неколку интересни факти за тоа што подпишува моментално. Значи ова е само пренесување на проблемот подолу во рацете на некој друг. Со тоа што да напоменеме уште еднаш дека моментално не го покрена, туку го суспендира, што значи дека нема ниту горна граница на задолжување. Тоа е уште полошо. Со оглед на фактот дека кога го дигаат и кога даваат нов нели default ceiling, они практично ви даваат граница до која што може да се задолжувате. Сега двете партии се договорија дека нема потреба од граница, доволно е само да се суспендира до претседателските избори крајот на 2025 година. Значи не може полошо да биде од тоа. Вие фактички имате blank check. Значи може да се задолжувате колку сакате моментално. Толку се ретардирани, со тоа што ќе напоменеме уште еднаш дека само до сега, нема ли да налегуваме, многу пати сме го објаснувале, нема да налегуваме повторно, имате видеа соодветни каде што објаснуваме точно се околу нели оваа проблематика, само некои bullet points, некои битни точки ќе објасниме моментално за да сватите колку се само во проблем. Значи моментално во 2022 година се платени 500 билиона долари само за да се покрие каматата на долгот кој што веќе го поседуваат, кој што е негде околу 34 трилиона. Значи, уште еднаш ќе напоменам, 500 билиони, така, и тоа гледате, значи, процентот на понатамошно задолжување од GDP ќе расте, и тоа многу ќе расте. Со тоа што тоа е на годишно ниво, да не заборавиме, и како што кажав, моменталната задолженост на државата е негде околу 34
34 трилиона, мисля дека беше, сега не е ни битно. Поентата што е? Значи, и да не ни е битно колку моментално се задолжени, че воопште не ни е битно, битно е колку моментално плаќаат интерес на тоа што се задолжени. Нивните буџети се негде околу од 4 до 6 трилиони, гледајќи наназад во претходните неколку години. Со тоа што они моментално, ако 6 трилиона, им е максималниот буџет кој што досега го имале во претходната година, 6, нешто, 500 билиона е 1/12. Што значи дека голем дел од вашиот буџет оди само за да се плати интересот. Со тоа што се очекува до 2033, гледате го, 25% од се што ќе спечали Америка, односно од сите даноци кои што ќе ги собере, доводат само за да се плати интересот. 20. Тоа е 1/4 од ревенју, од практично профитот кој пак е за државата профит. Данокот кој што државата го собира треба да оди само за плаќање на интересот на ваквиот долг. Значи ова се некои bullet points многу добро напишани овде. Значи само за да сватите колку моментално се задолжуваат и колку се пострашно станува ова. Значи на Америка е било потребно 227 години за да стигне до првите 8 трилиона долг, кои што моментално нели се 30 и дали. Во последните 3 години само е зголемен долгот за 8 трилиони. Значи, предходни 227 години да стасаат до првите 8 трилиони, а во предходните 3 години, само во предходните 3 години е зголемиле долгот за 8 трилиони. Значи, гледайте која диспропорција има на долгот кој што расте моментално. Вели, значи, до 2025 отприлика се очекува да стигнат до 36 трилиони, како што кажав сега се моментално на 34 трилиони долг, и до 2033, како што кажеме, 25% од целиот данок во Америка ќе оди само за плаќање на оваа камата. Како што многу добро кажуваат овдека. Вика, во одреден момент треба, значи, конечно да се праша каде се оди со ова. Така. Сега како што кажеме, значи, овој проблем, како и сенилниот кој што ги води, значи, само продолжува понатаму, се разбираме. Вака опрлика изгледа иднината на Америка, представена во еден шорт, само толку имам да кажам. Значи, ова што гледате моментално овдека е буквално иднината на Америка, представена у неколку секунди. Сега, за стварта да биде уште поинтересна, каде се тоа води, значи, уште еднаш ќе напоменам, јас сум сигурен дека воведувањето на нивниот моментално FedNow е директно поврзано со ваквото задолжување. Јас барем така мислам. Зошто го велам тоа? Уште еднаш ќе напоменам. FedNow е служба во која што Централната банка, односно Федералната резерва на Америка, ќе има служба за банките 24/7, што досега не е случај. Значи досега работи како стандардна банка, понеделник до петок, не знам, 9 до 5. Како и да е. Значи сите на светов се свесни дека FedNow е уствари обид на Америка за CBDC на свој начин. Со тоа што моментално ваквото задолжување верувам дека многу добро ќе им дојде во корист во моментот кога ќе треба да го применат ова CBDC решение, затоа што значи најлесно се применува ваква радикална промена кога имате страф на пазарот, односно кога имате страф помеѓу луѓето кои што треба да го прифатат сето ова. Како ќе ги исплашите? Понатаможното задолжување на Америка е неодржливо. Мислам дека пингвините од Мадагаскар знаат дека е неодржливо. Така, зошто го велам ова? Значи, ако вие имате сега моментално 500 билиона, се очекува за само 1 или 2 години да стасаме до 1 билион само за годишни плаќања за интерес, за камата. Така да, верувам дека ова решение кое што моментално толку го брзаат за јули 2023 година, ќе биде ние имаме начин како да го решиме. Тоа се што треба да направиме е да ресетираме се и ќе почнеме со CBDC. Уште еднаш ќе напоменам. Се обидуваат истите тие лоши кои што досега го комплетно си ебаат целиот претходен финансиски систем, да ви промовираат решение кое што само ќе им даде повеќе моќ, а ви представуваат дека тоа ви е единствениот начин, поради тоа што иначе ќе колабира системот. Очигледно ќе колабира. Така. Сега, имаме неколку моменти. Првиот момент, пазете го ова. Значи, веќе вовеле обратни банкомати. Зошто го велам ова? Значи, ова јули 2023 година е многу битно за Америка. Со оглед на фактот дека гледаме колку е битно со притисокот врз крипто
моментално да се исцели од Америка за да нема конкуренција FedNow кога истиот ќе се појави на пазарот во јули. Гледайте моментално што прават за да го сузбијат користењето на кеш. And this is how they plan on taking the money off of the street. Things are changing fast in this digital world, so much so that a growing number of businesses will not even accept cash anymore. Yeah, they are starting to set up reverse ATMs that quickly turns cash into a prepaid debit card to be used on the fly. And Dre Clark explains from New York City. Dre, I've never heard of this. Mitch has never heard of this. What's it about? Yeah, you know, I never heard of it either until I read about it last night. It's relatively new, but it's slowly but surely catching on. You know, cash is really still king, but reverse ATMs are definitely the way of the future as more businesses look for ways to go cashless. Here at Madison Square Garden in Midtown Manhattan, they already have machines inside the arena that can actually convert your cash into a debit card here. Now, here you can see exactly how it works. Значи, моментално оно што го гледаме на видео е како репортери објаснуваат дека сега постојат reverse ATMs, односно обратни банкомати, каде што практично вие го претварате вашиот кеш во привремена дебитна картичка, која што може да ја користите додека имате кеш на истата. Односно, се обидуваат да објаснат дека ова е сега некоја мода, во која што на тој начин полесно ќе стигнеме до cashless society. Уште еднаш ќе напоменам, cashless society е сонот на секој тиран. Значи, само на тој начин може директно да врши репресија врз вас. Погледнете ја Канада како пример, значи тоа што им се случи таму на камионџиите, со нивното блокирање на бакарските сметки, само ќе се забрза со доаѓањето на FedNow и со ваквото отстранување на кешот од употреба. You load money into a kiosk like you see here, and within seconds you can get a receipt confirming your conversion and a prepaid active card. Many of the prepaid cards are either MasterCard or Visa, and you can use them anywhere where those cards are accepted. Значи, кога ќе депонирате пари, за истите да легнат на вашата сметка и да ги користите на вашата картичка, потребни се 2 дена. Но овде, со цел да се забрза вадењето на кешот од моменталното општество, веднаш ви даваат, нема проблем. Значи, веднаш ви даваат картичка и се, само да се земе кешот од лиците. Значи, тоа е припрема на ова, кое што доаѓа за само 1 месец. Сега, за работите да бидат уште поинтересни, дополнително ќе имаме уште поголема криза, која што ќе биде забрзана со колапсот на доларот или дедоларизацијата, поради тоа што имаме напор на останатиот дел од светот да го престане ова влијание на Западот. To show you is arguably the biggest story in the world right now, in my opinion, but it's being totally ignored by the mainstream media. So the United States just announced it's getting ready for a war with China and Putin at the same time for a very important reason. Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin are about to completely alter the international power structure. And Значи, каналот е Redacted, тоа е еден од моите омилени канали. Моментално секоја чест на Никола Котели што го нашол ова, јас не ги вадам овие шортови затоа што е премногу работа, а досега ни самиот софтвер кој што го користевме немаше опција за да можам да ви ги пуштам, но идејата е дека во овој канал, значи иако се про-американски нормално, се обидуваат да покажат, значи затоа и се нарекува Redacted, значи се обидуваат да покажат што моментално владата и вестите не сакаат да ви кажат. Тоа е што моментално го кажа самиот, дека иако е една од најбитните вести, медиумите се обидуваат да ја скријат. Ако се сеќавате на онаа слика која што јас се ставив на едно од моите видеа, која што верувам дека е причината од многу од оние кои што се откажаат мојот канал, видов се намали бројот на сабскрајбери, не знам, за 10-15. Значи, ова што моментално ќе ви го кажа, јас веќе ви го кажав назад пред некоја недела-две, со тоа што ова е неминовно, се случува и нема тука дали сакаме или не. И ова е исклучиво битно за економијата, затоа е исклучиво битно за криптосекторот. Кога ќе го опфатиме целиот овој сегмент за тоа каде моментално се движи Америка, што впремаат со FedNow, CBDC, како и моменталниот развој на последната средба на министри за надворешни работи на БРИКС, ќе ви кажам каде во целата оваа ситуација спаѓа криптосектор. and the monetary system. This is why they're getting ready for war. No other reason. The biggest story in the world happened this week in Moscow, and your mainstream media ignored it. This week, Xi Jinping and Vladimir Putin signed 14 different documents in their face-to-face meeting. The biggest had to do with trade and currency. It's perhaps the biggest story in the world right now, but again, the U.S. media was obsessed with something else. He could be days away from becoming the first former president to be indicted. Donald Trump is under multiple criminal inquiries.
Оно што постојано го кажувам, секогаш кога има голема вест се обидуваат да скријат со ваков тип на кловнови. Дали е тоа ќе го тужеле Трамп, дали е Кардашијан се развела повторно, дали е некој таков тип на вести, секогаш кога има нешто од исклучива важност се обидуваат да го маскираат со некоја сосема небитна глупост како дали моментално Трамп ќе отишол прв во суд. Ето така. The media wants you distracted from the U.S. banking crisis and the decline of the U.S. dollar. Saudi Arabia and Iran, Sunni and Shiite Muslim, are sworn enemies. They hate each other. And yet China just brokered a peace deal between them. Yes, China did that, not the United States. And then this week, Saudi Arabia openly talking about settling their oil trades in the Chinese currency yuan. Оно што веќе го обработивме на каналот неколку пати е тоа дека не се само Кина и Русија, тоа што ние постојано кажуваме, знаете и сами дека постојано ви кажуваме кои се новите држави во светот кои што престанаа да користат долар. Објасниме и за ASEAN земите, како што се нели југоисточниот дел од Океанија, објасниме исто така и за моментално држави како Ирак, Иран, Саудиска Арабија и останатите. Поентата е дека овој тренд и понатаму продолжува. Значи, јас можам да продолжам со ово видео, но мислам дека ви се јасни стварите. Поентата е ово видео за да видите дека не сум само јас, дека постојат и многу други аналитичари, посебно овој канал има стотици илјади гледачи и тоа американци, каде што не е дозволено ова да биде на вестите, но они го кажуваат како што е. Сега, не е битно за крајот, затоа што и клипот е малку постар, како што може би тоа се доста постари вести. Оно што најбитно е што моментално се случи, што моментално го гледаме во светот, е ситуацијата во која што БРИКС имаше свој состанок во Јужна Африка, каде што се состанаа министрите за надворешни работи на основните 5 земји, со тоа што и овдека иста ситуација. Значи овдека наместо да се зборува за тоа кои се основните цели на ваквиот состанок и што се планира за август, овдека се форсираше една вест. Дали ќе биде Путин уопсет, дали ќе биде Путин уопсет, дали ќе биде Путин уопсет, затоа што Јужна Африка е потписник на ICC, International Court of Justice. Сега, значи, како ваков потписник на судот во Хаг, они се должни, доколку некој дојде на нивна територија и е практично со потерница барем од Интернационалниот суд за човекови права, да биде уопсет. Но ова е случај во кој што и во 2017 година, ако не слажем од Судан, генерал, кој што исто така е баран со потерница, доаѓа во Јужна Африка, престојува за не знам некој самит и се оди без да биде уопсет. Ова нема да биде ни прв ни последен случај, но медиумите, за да не се знае зашто точно се зборува овдека, се форсираа исклучиво на една работа. Дали ќе биде Путин уопсет? Па дали сте вие нормални? Не е ова Милошевиќ. Значи вие ако уапсите Путин, вие автоматски имате нуклеарна војна. Јас не можам да разберам луѓе што очекуваат, дали се нормални. Но како и да е, тоа е нели нивна работа, како и секој имате право на мислење, за жал, но тоа е тоа. Сега, оној дел кој што не го спомнаа, дека наспроти состанокот на G7, Гериатрија 7 во Јапонија, на овој состанок се разговара за проширување на БРИКС. И тоа, проширување на БРИКС од енормни размери, само за да објасниме. Моментално 20 земји чекаат за да станат дел од БРИКС. Само да ви покажам како изгледа мапата на БРИКС земјите и на оние кои што чекаат да станат дел, со тоа што Египет веќе стана дел. Значи, гледате ги економији кои што се приклучуваат. Аргентина, Алжир, Египет веќе се приклучи, Саудиска Арабија, Иран, Турција и добро, Пакистан не верувам дека се приклучи, но останува да видиме, како и да е, и Мексико исто така, еден од кандидатите, и со тоа што имаме и други земји во Африка кои што овдека не се представени со оглед на тоа дека оваа мапа е малку постара. Дури има и некои земји овдека од Океанија, како и Казахстан. Сега, не, ова е Монголија, Казахстан е овде. Значи, идејата што сакам да ви објаснам е дека моментално имаме огромна бројка на земји кои што се обидуваат да се приклучат на БРИКС поради една причина, а тоа е да имаме ребаланс во светот затоа што веќе никој не сака да стои на страната на ЛГБТ западот. Дали ви е јасно тоа? И ако не ви се допаѓа, тоа е ваш проблем, тоа е реалноста. Додека и ова не е толку битно, колку што е битно дека овие 5 основни министри за надворешни работи преговараа за потенцијална нова валута. Она што нова видео на почетокот се кажа, оние договори кои што се подпишани помеѓу Русија и Кина, се само почеток на тоа што моментално се најавува на овој БРИКС состанок на министри за надворешни работи, кој што ќе се случи на агендата во август. Во август, значи, официјално во Јужна Африка ќе се состанат
и основните 5 членки, и оние кои што се потенцијално кандидати, за да се договори, значи да се прифатат новите членови и да се разговара за потенцијална нова валута или за потенцијално решение на ситуацијата да не се користи веќе доларот. Вие дали гледате колку големи економии моментално целосно го отфрлаат доларот од употреба. Сега, за да ви биде јасно како се тоа ќе се одрази, дечкото овдека секоја чест многу добро го кажува тоа, па јас ќе ви преведам што он кажува. Coming is a collapse of the dollar. You haven't had one of those. We've never experienced the collapse of the dollar, of the world's reserve currency. This will make us Venezuela. It's the end of your freedom, and you have to be aware because soon, I don't know when, but it will happen overnight. Soon, everything will be collapsing, and the banks will close, and there will be chaos. And everyone on radio and television and the internet will be telling you we have to do central banks. Ево тоа што кажувам јас. Значи, нормално е дека ако имате поголем дел од економиите во светот кои што се откажуваат од вашата валута, автоматски сите централни банки кои што го држат вашиот мочан долар како тоалетна хартија да го отстранат од своето портфолио. Ако го отстранат, тоа значи дека го враќаат назад во Америка. Ако имате преплавување во Америка со долари, тоа значи дека автоматски доаѓа до хиперинфлација. Уште еднаш ќе напоменеме 60% од доларите се наоѓаат надвор од Америка за светска употреба како светска резервна валута. Така да, ова е таа криза која што јас постојано кажувам, која што они ја припремаат со ова. Значи они се припремаат дека и ако тоа се случи може само да престане на некој начин затоа што ќе престава да биде дигитално. Значи имате криза, решението на кризата е CBDC, во која што сите надоаѓашки долари ќе бидат едноставно избришани, што не може да биде направено ако станува збор за актуелна валута, за вреки долари, така. Но може да биде многу лесно направено доколку имате CBDC, каде што вие директно со едно копче го контролирате целиот инфлоу и аутфлоу на моментална количина на долари во системот. Така да, ова е таа криза која што јас очекувам дека ќе ја направат со цел да можат да го воведат CBDC и на тој начин да имаат целосна контрола над дигиталниот долар. We have to do digital currency from the central. Do not believe that. The collapse is caused by the idiocy of the people who are now telling you, A, we're fine, it's stable, and B, that's a conspiracy theory that we're doing a central bank digital currency. What is... Значи, како што кажа, не се секирате се е во ред. Само да напоменам некои од овие се е во ред ситуации. Федералната резерва, не се секирате, нема да има инфлација. Не се секирајте, нема да биде висока инфлацијата. Инфлацијата е една од највисоките во последните 100 години. Не се секирајте, нема да има рецесија. Не се секирајте, рецесијата и да има ќе биде мала. Очигледно не изгледа дека ќе биде мала, со оглед на фактот дека веќе една од најголемите економики како Германија веќе е влезена. Значи тие не се секирајте ситуации каде што вие не треба да се секирајте. Они се ќе ви средат. Со тоа што ќе напоменам. CBDC не планираат, CBDC они прават. Јули 2023 година ова е автоматски CBDC, да ви биде јасно. Така да Америка, и ако понатаму продолжува да кажува дека нема CBDC, ве лаже. CBDC ќе биде во Америка во јули 2023 година. Сега, пред да продолжиме понатаму, само уште еднаш ќе напоменеме некои работи дека целата оваа ситуација е исклучиво битна за крипто. Значи, отварањето на Хонг Конг мислам дека исто така не е моментално коинциденција. Односно, ваквото отварање на Хонг Конг со цел да имате криптовалути на тргување во источниот дел, јас верувам дека е уствари да се даде на некој начин простор на граѓаните на источниот блок, посебно на Кина, кога ќе настапи август и кога ќе настапи оваа збрка во однос на потенцијална нова валута. Значи, верувајте ми, ако се најави нова валута, ќе има нестабилни пазари, многу нестабилни пазари. Станува збор за судир на две сили, кои што не може да знаете кој ќе биде победник. Без разлика на која страна сте, без разлика за кого навивате, не можете да бидете сигурни кој ќе биде победник во ваква ситуација. Со оглед на фактот дека претходните судири во историјата биле најчесто од воен карактер. Ова е економско-финансиски карактер. Ова е судир кој што се уште не сме го виделе.
Сега, поради ваквата ситуација, верувам дека ваквото прибавување на криптосферата во источниот свет, кое што моментално го видовме од Хонг Конг, сега ќе ви покажам уште некои примери каде што Русија моментално активно работи на тоа, Казахстан моментално активно работи на тоа, сега работи на тоа, со оглед на фактот дека има потребно време пред да се имплементира и да има официјални менувачници кои што ќе почнат да работат на криптосферата. Така да поради вакви причини јас верувам дека ова е само тампон зона која што треба да дозволи на источните граѓани на оваа планета да имаат време да купат криптовалути со оглед на фактот дека никој не може да биде сигурен дали долар или пак можеби оваа нова валута која што ќе биде предложена ќе победи. Поради ваквата причина верувам дека крипто ќе се најде како многу добра алтернативна опција, што многу пати до сега сум го кажал, заедно со златото. Сега, дали тоа ќе се случи, ние не можеме да бидеме сигурни со оглед на фактот дека не можеме да ги предвидиме работите кои што државите ќе ги направат од сега па натаму до август. Можеби ќе добиеме глобален бан. Значи не можеме да знаеме. Така, но уште еднаш ќе напоменам, се наоѓаме во толку интересен момент, во толку уникатна состојба која што никогаш досега никој жив на планетата не ја видел. Така да, верувам дека оние кои што се наоѓаат на нашиот канал и го следат ова, се свесни за оно што го кажувам и се свесни дека ваков тип на промени во светот некогаш не се случуваат ни генерацијски, некогаш се случуваат еднаш во 100 години. И ретко се оние луѓе кои што имаат навистина шанса да ги искористат во своја полза. Така да и понатаму ќе продолжиме да работиме, но верувам дека сега е моментот, барем во овој дел од историјата, да го искористиме ова на наша страна. Сега, на страна економските и политичките, да речем, случувања во светот, кои што верувам дека се од исклучива важност, и мораме да ви доловиме овие информации, затоа што нема да ви ги долови Сител и Канал 5, бидеме реални. Тоа е реалност. Така да, затоа сакам да ви ги доловам овие моменти, а вие анализирате и како вие мислите дека е правилно. Тоа е поентата на веста. Треба да ви даде неутрално, што во случајот веќе не постои, неутрална информација која што вие треба да анализирате според тоа како вие гледате на светот. Така да тоа се обидам јас да го направам. Како и да е. Моментално, ова е уствари основното правило, че ова е Securities and Futures Commission на Хонг Конг. Значи, благодарение на Иле Кочишки, овој документ практично објаснува што ќе биде се потребно за да практично постои една менувачница во Хонг Конг. Така да, овој линк јас ќе го ставам во самата страна, во самото видео, ќе може да го најдете во дескрипцијата, со цел доколку сака некој од вас да прочита, затоа што е премногу долго и нема логика да го обработуваме, но ова е онаа официјална страна на барање кои што треба да бидат исполнети, за разлика од Мурика каде што такво нешто не постои, со цел да може да бидете легална менувачница во Хонг Конг. Сега, во меѓувреме, значи 29 мај имаме остварено контакт помеѓу Централната банка на Обединетите арапски емирати и Хонконгската Monetary Authority, било практично задолжена за хонконгскиот долар, практично би било ова организација, како и да е. Во истата ситуација, значи имате сега, откако се отвори за крипто, пазите го ова, финансиска кооперација на 3 точки, меѓу кои, само да го најдеме делот каде што тоа се објаснува. Значи, во овој состанок, значи, ова се темите на кои што практично се разговарало за понатамошна соработка. Првата е Facilitate Better Cross-Border Trade Settlements, значи, практично да се направи подобро тргување помеѓу граници, помеѓу нив, нормално, да се упрости. How UIA corporates can better utilize the Hong Kong financial infrastructure platforms, значи, како корпорациите на Обединетите арапски емирати ќе можат полесно да ги утилизираат, односно искористат или употребуваат финансиските инфраструктурни платформи на Хонг Конг и последното и најбитно е Financial Investment Solutions and Capital Market Opportunities in the Greater само момент. Да, ова беше темата, само да најдам дел кај што само момент. Да, ево тој дел. Значи, Financial Market Connectivity between the two jurisdictions and Virtual Asset Regulations and Development. Значи, се зборува и за тој дел каде што практично за виртуелни добра, во оваа ситуација ставно збор за криптосветот, нормално, значи регулатива и развој. Каде што разговараат како понатаму ќе можат да направат заеднички развој и заедничка регулатива, нели, да биде посоодветно употребена на светско ниво. Значи, сега наеднаш се појавува ваков интерес, ако ме разбирате што сакам да кажам. Сега, очигледно не е ова само Кина. Значи, ова е тоа што јас ви го кажувам. Не може една велесила да почне да користи крипто, а другите да го игнорираат тоа.
Тоа не е возможно. Сега, ви прост пример. Русија моментално, ако се сеќавате, најавивме, не најавивме, они најави и ние само го пренесовме тоа, дека државата сака да направи национална крипто менувачница. Сега овој план се прекинува и овде како што видов, значи Стејт Дума, односно Думата на Русија, едно од највисоките тела, заедно со Комитетот на финансиски маркети, значи моментално одлучуваат наместо да се прави оваа национална крипто менувачница, ќе се направат регулативи со кои што практично ќе бидат втор Хонг Конг, односно ќе имаме дозвола на соодветни менувачници да почнат да работат на територија на Русија легално. Односно, ова е со цел cross-border settlements и cross-border payments. Нормално, зашто имало потребно со цел за обиколување на санкциите. Дали ова ние го зборувавме пред 6 месеци? Да. Дали го зборувавме цели 6 месеци? Да. Односно, ако имате проблем и имате решение, вие тоа ќе го искористите. Кој може да им го забрани тоа на русите? Кој ќе им каже на русите, вие не смеете да користите криптовалути? Никој. Тоа моментално се случува. Со тоа што очигледно им требаше малку време додека тоа го прилагодат, не знам, но како и да е, моментално официјалната вест од Русија е дека моментално се прави регулатива со која што ќе им се дозволи на менувачниците да почнат активно да работат на руска територија. Со тоа што дури и банките моментално преку соодветна државна поседувана компанија P-Crypto работат на тоа да соработуваат со странски држави преку крипто плаќање. Затоа што ако вие официјално не можете да платите ништо на руска компанија која што да речеме има своја сметка во Росбанк, значи автоматски вие не можете да платите во долари. Но тоа не го менја фактот дека може да платите во крипто. Овдека се објаснува како значи Росбанк, една од најголемите банки во Русија, го користи оваа практично државна компанија P-Crypto со цел на било кој што сака да купи нешто од компанија во Русија да му дозволи плаќање во крипто. Каде што крипто плаќањето се регулира и прави преку P-Crypto компанијата, која што работи значи во оваа ситуација директно со Росбанк и ваквата купопродажба практично се фасилизира помеѓу P-Crypto и двата во оваа ситуација клиенти. Едно е, да речем, компанијата во Русија, која што има своја сметка во Росбанка, а друга е компанијата во друга земја, која што практично ги прифаќа овие добра, затоа што имате, нели, купопродажба. Сега, затоа што вие не може преку SWIFT, практично оваа компанија надвор од Русија склучува договор директно со Росбанка и P-Crypto дека ќе купи крипто во противредност на парите кои што треба да ги даде на компанијата која што има своја сметка во Росбанка и на тој начин преку крипто купувањето кој што понатаму ќе биде променето во соодветна валута во оваа ситуација рублја и ќе биде дадено на компанијата која што треба да ги прими парите за да ја испорача робата, нормално потоа само компанијата ќе ја испорача робата и вие практично немате никаква потреба од користење на SWIFT. Автоматски имате заобиколување на финансиите, кое што официјално го прават банките во Русија, дозволено од државата преку државна компанија. Значи, уште еднаш ќе напоменам, не може да си дозволите вакава голема држава да оди комплетно околу SWIFT без никаков проблем со користење на крипто, а во исто време да кажете ние нема да преминуваме крипто. А што ќе направат? Ќе го банираат? Добро нека го банираат, нели? Што ќе направат на тој начин? Вие само си затварате уште еден пат, тоа не го затварате на русите патот, значи вие може да банирате колку сакате. Тоа не го менја фактот дека Русија понатаму може да го користи крипто секторот за заобиколување на финансиите. Тоа ви го кажувам. Значи едностран бан од западот нема да смери ништо. Затоа што истокот и понатаму ќе продолжи да го користи. И бан нема да смери ништо, така. Единствена опција која што имаат во оваа ситуација е да го прифатат. Тоа се обидам да ви го кажам. И сега веќе навргуваме во исклучиво крипто дел, нормално имаме доста информации кои што сакаме да ги поделиме и за крипто секторот. Прва и најбитна работа е глувците први го напуштаат бродот. Па така и Circle, миленичето на Digital Currency групи на BlackRock, моментално, значи сите своји хартии од вредност, кои што, затоа што знаете и сами дека, скоро целиот капитал кој што моментално стои во позадина на USDC е држан во значи bonds, односно во treasuries, држан е во задолжување на Америка, затоа што знаете и сами дека тоа е едно од, нели, сега за сега најбезбедните инвестиции кои што може да ги направите. Со тоа што знаете и сами дека ваквите хартии од вредност кои што може да ги купите од Америка се на различен рок. Со тоа што во оваа ситуација сите долготрајни
вакви трежерис, кои што ги има моментално, ги замениле со исклучиво краткорочни, значи исклучиво краткорочни, кои што може да бидат променети во било кое време со минимална загуба. Тоа значи дека во оваа ситуација не веруваат во, да речем, понатамошниот развој и обстанок на американската економија и овдека кажуваат дека тоа го прават за да се заштитат себе си од потенцијален дефолт поради дет селингот. Тоа не го менува фактот дека ако они веруваат и понатаму во економијата на Америка, нема да имаат потреба да ги заменуваат овие долготрајни практично хартии од вредност кои што нели носат многу поголем процент, иако моментално имаме inverted yield curve, но како и да е, сега не навигуваме во тоа, значи по нормални услови ова би требало да бидат хартии од вредност кои што ќе ви донесат поголем профит од оние краткорочните и во оваа ситуација они буквално ги променуваат во сосема, значи краткорочни кои што може да биде променети во било кој момент. Тоа е она што ви го кажувам дека значи овие компании не се заинтересирани за тоа која економија ќе победи, дали ќе биде долар или не знам рублја или јуен, нив им е битно да си го најдат своето место во оваа нова економија која што моментално се гради. Ако USDC, миленичето на Circle, миленичето на BlackRock и на Digital Currency Group го прави ова, може да очекувате дека сите тие стаорци кои што моментално се наоѓаат на американскиот брод, веднаш ќе рипнат и ќе почнат да пливаат кога исто ќе почне да тоне. Сега една интересна работа која што ние ја забележавме и која што вие кажавме, сега сакам да ви ја покажам со практичен пример. Ако се сеќавате, ние објаснивме дека во големиот дел, значи гледате овдека, ова е практично the Pure Multiple, каде што се објаснува каква е профитабилноста на мајнерите во одреден дел од bull маркетот. Со тоа што гледаме дека уште од практично мај 2022 година па до декември 2022 година ние имавме исклучиво негативна профитабилност на мајнерите, односно најмалку што може да направат со оглед на фактот дека имавме многу ниска цена, а во исто време гледаме дека се наоѓаме на потенцијално најниска можна профитабилност на овие компании. Сега, ако се сеќавате после првиот памп, кога ние дојдовме практично до половина помеѓу најниската и највисоката потенцијална профитабилност, јас ви кажам дека голема веројатноста дека сега моментално ќе добиеме продажба од страна на овие компании со цел да ги покријат трошоците кои што ги имале во оваа измината година, затоа што верувам дека нема да го продаваат биткоинот по редуцирана цена, туку нели ќе се обидат да го препродат целиот овој период со цел кога ќе дојде по полна цена да го продадат и да ги подмират оние долгови кои што ги имаат. Значи еве прост пример за тоа. Bitfarms, една од поголемите вакви да речам майнинг фарми во светот, го продала, значи од месец мај 90% од вкупната количина од биткоин која што успеа да го измајна. Со тоа што дека можеме да видиме како изгледа, значи мајнањето во однос на една цела година во овие 5 месеци претходната и оваа година, со тоа што гледаме дека моментално прво многу битна работа е тоа дека они за оваа година имаат 2135 наспроти 1800 практично во претходната, што е 335 прилика биткоини повеќе од претходната година. Што ви кажува? Ви кажува дека они практично ја зголемиле својата инфраструктура, затоа што вие не може кога имаме зголемен хешрейт, зголемен difficulty на алгоритмот, да имате изголемено копање на биткоин. Тоа е невозможно. Така, тоа значи дека купиле огромен број на майнинг машини. Сега, таквото купување вие нормално нема да го платите одма. Значи, ваков тип на голема нарачка најчесто се плаќа постепено. Од друга страна, они многу лесно можат да се задлужат со оглед на фактот дека имаат огромен капитал позади себе си. Така да, моментално, прв пат во мај оваа година, стасуваме до ситуација во која што имаме солидна цена на биткоин и солидна заработка од биткоинот кој што они го ископале во претходниот период, па затоа и моментално, значи според самото објаснување во овој артикл, продаваат, значи имаат ископано 459 во месец мај, а продале 414 биткоини. Верувам дека ова се случува и со други таков тип на компании на майнинг, кои што нормално како и оваа мораат да ги померат трошоците кои што ги имаат за претходната година каде што бевме во многу лоша состојба во однос на биткоин цената. Така да, ова е уште една причина поради која што имаме вакво лошо
однесување на биткоин, односно каде што не успеаваме да преминеме преку вредноста од 30.000. Верувам дека тоа е уствари моментот каде што поголемиот дел од овие компании ќе почнат да продаваат со цел да надокнадат дел од своите загуби. Така да имајте во предвид, ова ние веќе го напоменавме, само сега преку пример сакам да ви покажам дека навистина се случува, односно дека сега моментално дел од својот профит го продаваат овие компании со цел да ги подмират веќе надостасаните трошоци. Сега, исто интересна работа во однос на адаптација, која што исто така ми беше пратена, ако не се лажам, од Иле Кочишки. Значи, може би се лажам, се извинувам, како и да е. Значи, тие се шампионите на каналот. Ова се некои интересни вести кои што навистина сакам да исполнам со вас. Значи, имаме практично ова е сега ќе ви покажам. Значи, анкета која што опфаќа од 18 до 64 години од 2 до 9.000 лица во овие држави, кои што се овдека набројани, со тоа што еднаш има направено во 18 до 19, а сега ја прават во 21 до 22. Со тоа што практично опфаќаат bear market и во едната и во другата ситуација најлошите делови практично од bear marketот, како и да е. Значи, да видиме како моментално се напредува. Така, значи во Индија во 2018 сме имале 10%, нешто помалку од 10% од луѓето кои што поседувале или купиле или па се уште поседуваат крипто. Сега моментално тој процент е негде над 25%, 26-27%. Значи, гледајте, дупло за само еден бул циклус, дупло се зголемила практично бројката на луѓе кои што работат и нели имале крипто во практично овој период. Бразил, значи истата ситуација, под 20, моментално е над 25. Јужна Африка, нешто околу 16, сега моментално негде околу 23-4. Значи Шпанија, исто 10, моментално е над 15. Мурика, имаме 5, сега моментално 17. Значи имаме два пати зголемување и малку повеќе. Мексико, добро, Мексико е на исто место. Германија исто така, значи нешто под 5, сега моментално е над 10, негде околу 12. И Кина, со оглед на фактот дека се наоѓаме во бан, и ова е напредок, но како и да е, ви покажува дека имаме држави кои што имаат голем напредок во интересот, односно, ако ништо друго, барем дознале за тоа, барем купиле, виделе што е. Така, значи и понатаму се движиме кон адаптација на крипто сферата. Сега, уште една интересна работа за она што се случува на западот и на истокот е Bybit. Многу добар пример, каде што Bybit, како и Binance, моментално ја напуштаат Канада. Значи, поради тоа што Канада ги следи чекорите на Мурика, како ретардиран близнак се на Мурика, за жал, но како и да е, значи, моментално, со нивното, практично, комплицирање на правилата, за тоа како моментално може да функционира една берза во Канада, Bybit самиот известува дека, поради ваквото комплицирање на правилата, ја напушта Канада и ако случајно сте од Канада и имате Bybit профил, значи до 31 јули практично ќе почне да може само да ги излекувате вашите средства и 30 септември автоматски нема да може да има канадски практично клиенти на оваа платформа. Имајте го тоа предвид, така да би ви препорачал да се преселите. Тоа е дел од оној Chokepoint 2.0 кој што гледате дека не е само во Мурика, истиот се преселил и во Канада. Но во исто време Bybit, истиот овој Bybit, само што добил при апрувал, ова е како практично во процедура во која што веќе дел од процедурите се завршени и добива при апрувал, односно пред издавање на дозвола во Казахстан. Сега, да не забораваме дека Казахстан е буквално предградие на Русија и дека ништо во Казахстан нема да биде дозволено доколку Русија тоа не го дозволи. И сега моментално имате ситуација во која што Русија разговара за воведување на нови менувачници за крипто. Вуала, Казахстан, првиот комшија, најголем, мислам, после Кина, нормално, најголемиот комшија, доаѓа до ситуација во која што само што одобрува на Bybit да може да почне со работа во Казахстан. Значи, очигледно гледаме дека она што моментално Winklevoss, близнаците кои што го поседуваат Gemini го кажаа, се остварува. Изгледа дека на вистина овој bull market ќе го гледаме на истокот, не на западот, што мене многу ме радува. Значи, се што може да се пресели на исток е многу подобро од она што моментално го гледаме на корумпираниот империалистички запад. И уште еднаш ќе напоменам, на сите оние кои што им смета моето негативно говорење за Мурика и НАТО, ќе ве потсетам, нашата држава е моментално во оваа ситуација поради истите овие гомнари. Ако не ви се допаѓа, пак ќе кажам, имате канали еден куп на Балкан, слободно гледајте ги, ќе ова е, нели, мој канал, се обидувам да ви пренесам знаење, но тоа нема да го смени фактот дека околу овие теми
ќе кажам се како што е. Ако мислите дека не сум право, не знам што да ви кажам, ја не знам кај сте живеели вие, под некој камен вајде. Како и да е. Значи, уште еднаш ќе напоменам, Западот не ви е пријател. И Истокот не ви е пријател, но Западот најмалку ви е пријател, да ви биде јасно. И уште еднаш ќе напоменам, таквите империалистички говеда и понатаму би сакале да го гледаат целиот свет поробен под нивна финансиска робска зависност, така да се што гледаме како се движи на Исток е добро. Ако ништо друго, барем ќе имаме ново воспоставен баланс во светот, кој што на некој начин ќе ги смири овие кучињава на Запад. Ако ништо друго. И уште еднаш, ако не ви се допаѓа мојот канал, слободно имате други хепи каналчиња кај што ќе добиете информации од типот дали сакате 500x. Така да слободно. Интересна исто така вест која што морам да напоменеме многу битна е дека германскиот Deutsche Telekom, тоест германскиот Deutsche Telekom, уствари Deutsche Telekom само на германски кажано, но како и да е, значи Deutsche Telekom моментално станува валидатор на Polygon. Значи ќе има свој целосен нод, со тоа што ова е многу голем, еден од најголемите економски компании во Европа и една од најголемите телекомуникацијски компании во Европа и во светот, кој што моментално не е само со нод на Polygon, истиот има нод и на Ethereum, дури има и валидаторски нод на Cello, Qflow и Chainlink. Значи, очигледно дека Deutsche Telekom не е само во еден крипто проект, во повеќе крипто проекти, а ова само дополнително треба да ви кажува дека големи капитални организации веќе активно финансираат во крипто секторот. Со тоа што очигледно финансираат во проекти кои што се некој начин со соодветна иднина и кои што се веќе пак интегрирани во крипто секторот. Со тоа што Polygon, значи јас мислам дека нема партнерство кој што не го направи, следниот bull market очекувам Polygon да развали, така да затоа и еден дел од голем дел од нашето портфолио е во Polygon. Ripple, само за напомена, значи највеќе може да видите колку моментално веруваат луѓето во победа на Ripple преку инфлоу на пари кои што се моментално влезени во Ripple. Значи во само неколку дена 2,6 билиона долари се влезени во маркет капот на Ripple. Гледано од тоа колку моментално е маркет капот на Ripple, 27 билиона, тоа значи дека приближно 9% се зголемил маркет капот за само неколку денови поради оваа причина. А тоа можеме да го видиме јасно на овој начин. Значи, само ќе ставиме на една недела, можеме да видиме дека уште од почетокот на неделава, каде што сме имале 24, еве го тоа. За една недела ние сме се зголемили од 24 на 27. Така, тоа се 3 билиона, така имајте го препет. Ова најјасно зборува за тоа колку моментално многу луѓе веруваат во потенцијална победа на Ripple. Никој никогаш не може да биде 300% сигурен, но очигледно парите си го прават своето и покажуваат дека навистина има доста луѓе кои што веруваат во потенцијална победа на Ripple, со тоа што морам да напоменам уште еднаш дека не се само, значи, ова китови, затоа можеме да видиме дека ова не е само од неколку адреси направено, туку гледајте го ова. Значи во последните како ќе дојде, практично од значи од март 18 па наваму има 45% пораст во адресите кои што моментално го поседуваат Ripple, односно активни адреси на 490.000. Сега, уште еднаш да напоменам, дури има и разговори изјави од страна на Џон Дидон, кој што е представник third party, односно трета страна во случајот, како поддршка на страната на Ripple, кој што представува голема бројка на Ripple собственици, кои што и самиот кажа дека со оглед на фактот дека имаме одредени пресуди, како што е она на Library, каде што второстепените токени на Library не се сметаат за security, односно хартија од вредност, и истите може да бидат тргувани на менувачници, затоа што ова е искрено исто како и Ripple, голема веројатност дека наскоро можеме да видиме враќање на Ripple на менувачниците. Значи, на страна од потенцијална победа на Ripple на овој случај, првиот момент каде што ќе имаме огромен пораст на цената на Ripple е тоа, враќање на Ripple на менувачниците кои што го отстрани. Затоа што сите овие менувачници, за да можат да го тргуваат Ripple, ќе мораат да имаат огромна количина на ликвидити на Ripple, која што ќе биде направено со нивно огромно купување на Ripple. Така да, ова е само уште една интересна работа која сакам да ја спомнам. Сепак останува да видиме, чекаме и понатаму, нормално.
И уште една интересна работа околу ова е дека така речено има најава од страна на SWIFT дека Ripple, Stellar и IOTA, кои што се своевремено веќе дел од ISO 20022, имаат големи шанси да бидат искористени со цел да се направи интеграција на SWIFT во овие неколку години пред целосно превземање на SWIFT мрежата од страна на ISO 20022. Сега нема многу да досаѓаме, знаете дека има соодветно видео, само запишете ISO 20022 на нашиот канал и ќе може да го најдете тоа видео, не едно, туку многу видеа за овој дел, каде што и практично ова е представникот на SWIFT, кој што во оваа ситуација ги цитира овие работи, само да видам точно како беше неговото име, значи овој Линдзи, само да видам како беше целото име негово. Не знам како успеа да ми помогне името. Но како и да е, значи ова е уствари, нели, еден од оние представници кои што разговараат за во име на SWIFT, кои што кажува дека ISO 20022 стандардот како таков до сега се докажал како најфлексибилен и најуспешен стандард, односно практично софтвер кој што може да овозможи било каков тип на понатамошен апгрейд и сите оние промени кои што моментално надоаѓаат во однос на нели ново поставените финансиски и економски правила во светот, може да бидат интегрирани преку ISO 20022, а автоматски со тоа и практично интегрирани преку овие три блокчейни, кои што се веќе дел од самиот ISO 20022, со тоа што посебно Ripple и Stellar се представници на главниот одбор на ISO 20022. Тоа е една интересна работа, исто така каде што очигледно доаѓа она што го очекуваме. Посебно пак ќе напоменам, ISO 20022 токените ќе бидат револуционерна работа на пазарот, но очигледно потребно е време за да се интегрира овој очигледно стандард, значи тоа е оно што моментално го чекаме. И уште една битна работа, интересна од блокчейн светот, Phantom, значи ова беше првиот дел каде што морам да признаам доста креативно, значи има посебен така наречен волт кој што содржи 10% од секоја трансакција на Phantom, иако оваа вест е стара, има надоградба на истата која што сакам да ви ја споделам. Значи од ваквиот волт кој што се собираат 10% од сите трансакции на Phantom, значи ќе има предлози за нови проекти кои што на тој начин ќе добијат фандинг директно од Phantom заедницата, каде што преку гласање, затоа што Phantom нели самата по себе е водена од DAO, Decentralized Autonomous Organization, значи 55% од гласовите на луѓето кои што гласале доколку се позитивни, значи ќе биде даден во моментот вкупниот број на, да речем, токени кои што моментално се наоѓа во волтот на проектот кој што добил практично да биде финансиран од овој волт, односно SEF. И сега моментално надграбата многу интересно направено, значи очигледно Phantom се грижи да ги задржи оние апликации кои што се наоѓаат на нивниот блокчейн, а тоа е преку 15% од сите gas fees кои што ќе бидат произведени од самиот DApp кој што моментално работи на Phantom ќе бидат вратени назад на девелоперите на овој DApp. DApp представува децентрализирана апликација, каде што практично ако вие да речем имате игра која што се наоѓа на Phantom блокчейнот и да речем имате многу луѓе кои што моментално имаат нели различен тип на трансакции, да речем имаат некој тип на NFTs кои што ги трансактираат еден со друг, имате пример Marketplace, така. 15% од се што ќе биде трансактирано на Phantom преку оваа апликација ќе биде вратено назад на самата апликација, што е добар начин практично да се инсентивизира, значи и понатамошното развивање на апликации на Phantom. Морам да признаам, е многу интересно, многу оригинално. И пред крај имаме уште една добро битна препорака и ова, значи како што можеме да видиме, она што постојано го кажуваме, многу едноставно представено, Бобан Досев ми го прати на некој начин многу едноставно. Значи како што кажав, пред халвингот имаме постепено движење нагоре една година, blow off top. Пред халвингот постепено движење нагоре една година, blow off top. Пред халвингот третиот постепено движење нагоре, иако сме имале корекција, повторно е нагоре, со оглед на фактот дека од дното до самиот халвинг имаме доста голема разлика, че од 3 до 6000, тоа е дупло, blow off top. Нормално очекуваме истото да се случи и сега и се наоѓаме точно една година пред халвингот. Сега, не можеме да бидеме сигурни, затоа што како што кажува на англиски, значи историјата можеби не е секогаш не се повторува, но римува, така да останува да видиме, нешто слично на тоа очекуваме и во оваа година, само што ќе напоменеме дека во ниту една од овие години пред тоа немало БРИКС проблеми, немало дедоларизација, немало инфлација, немало рецесија, така да затоа во овие претходни циклуси не можеме да бидеме сигурни дека истото ќе се случи и сега.
Значи имаме многу економски појави кои што претходно не сме ги имале во ниту еден од овие циклуси. И затоа ќе напоменам, значи Black Swan евенти не може да бидат предвидени и не можеме да знаеме како тоа ќе делува на биткоин, но сето тоа се работи кои што мораме да ги поминеме за да знаеме што понатаму да очекуваме од ова капитално добро како и од останатиот крипто пазар. И на крај ние имавме едно многу битно видео каде што објаснивме во детали што представува моментално Credit Score системот, AID, како и системот на CBDC. Значи, Credit Score системот, ова е преку званичен пример представен од кинески државјанин, кој што објаснува како моментално функционира Credit Score системот и како они гледаат на тоа. Everywhere she goes, Ouyang Haoyu is followed. What she buys, how she behaves, is tracked and scored to show how responsible and trustworthy she is. It's called the social credit system, and in one version now being tested, a person's reputation is scored on a scale of 350 to 950. And Haoyu, with a good score of 752, is okay with it. In fact, most people are. It's a mechanism like pushes you to become a better citizen. It's big data meets Big Brother, expanding how the government monitors, understands, and ultimately controls its 1.4 billion citizens. Thanks to advances in artificial intelligence and facial recognition, and a web of more than 200 million surveillance cameras. Are people bothered by privacy concerns? We think a lot of camera keep the safety is really good. We can accept it. Companies are experimenting with the algorithms to help the government create the new national social credit system. The government also has pilot projects. In one, citizens are required to do hours of unpaid work to get benefits. And scores are docked for things like littering, a messy yard, gossip, even jaywalking. Video of offenders is shown on the local news. And information collectors like Zhou Aini are paid to report everywhere. Значи, ова беше опрлика краток репорт, каде што се објаснува како моментално живеат граѓаните во Кина. Никој не го оспорува фактот дека Кина се движи кон тоталитарен режим, но држави кои што ви кажуваат дека тоа не е кај нив така, значи ве лажат. Значи нема држава која што не се стреми кон истата ситуација. Со тоа што овдека доаѓа до толку голем екстрем, каде што вие имате social score како што има девојката, во кој што како ви се намалува овој social score, односно ова практично оцена од државата, така губите бенефиции кои што се практично нормални стандардни права на луѓето. Значи овдека имате ситуација во која што овој social score, оваа оцена, доколку е доволно ниска, вие немате право ни на пасош. Значи немате право ни на интернет, замислете. Како и да е. Уште еднаш ќе напоменам, значи се движиме кон ова, се надевам дека ова барем на неколку луѓе ќе им направи јасно до каде ова сето се движи, со оглед на фактот дека постојано сте мониторизирани. Значи може да видите дека цела Кина постојано со ова artificial intelligence AI и постојано следење, нели, со практично вашите facial recognition, знаат точно што сте направиле, каде сте направиле и директно делува на вашиот во оваа ситуација оцена social score, што ви ги намалува или зголемува бенефитите. Но проблемот не е во она што го кажува дека на тој начин стануваме подобри. Да, на тој начин стануваме подобри ако станува спор за криминал, за правење лоши работи, како што гледате овдека дури на и оговарањето или фрлање отпадок надвор од корпа, би ви делувало директно на ваквата оцена. Тоа е во ред. Проблемот е каде што вас ќе ви биде забрането целосно да разборувате слободно. Ваков канал како мојов автоматски нема да постои, затоа што вие критикувате власт која што моментално го контролира овој систем. Така да уште еднаш ќе напоменам, се движиме во овој правец и е многу страшно и се надевам дека сериозно го разбирате ова, затоа што целиот овој дел со CBDC, значи овие дигитална валута на Централна банка, се движи точно во овој правец. Така да ова беше само еден мал пример кој што сакам да ви го покажам, повторно благодарејќи на Никола Котели, и се надам дека со ова ќе го завршиме ова видео на добра нота, односно и понатаму останува нашата шанса да имаме некаква слобода преку крипто, но останува на нас дали тоа ќе го искористиме. Повторно, во ниту еден момент ова не е финансиски совет, но би ве замолил многу добро да размислите како и што ќе направите во следниот дел од овој дел од историјата, затоа што ќе биде круцијално и за вас
и за вашата иднина. Ви благодарам како и секогаш. Нормално една мала работа која што бараме од вас е лайк, share, subscribe, потенцијално коментар, со цел да помогнеме на алгоритмот да го најде нашето видео за сите македонци во светот. И нормално ова бесплатна едукација е најдобра, доколку ако вас ви се допаѓа и препорачате на некој друг, ништо не пренесува добар материјал како добар збор од вас. Повторно, значи гледате, немаме никаков профит, ова е исклучиво за вас, ова е исклучиво за македонската јавност и ќе продолжиме и понатаму се додека има интерес. Ви благодарам, имајте добар ден и се гледаме во следното видео.